После неколку години застој во изградбата, денес конечно беше пуштен во употреба затворениот базен во Штип. Како што истакна градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов, конечно се завршени сите активности поврзани со изградбата и во наредните денови истиот ќе биде ставен во функција. Чест и задоволство ми е што денес конечно, после неколку години застој во изградбата на објектот на затворениот базен, конечно се завршени сите активности поврзани со изградбата и веќе во наредните денови истиот ќе биде ставен во употреба за користење. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на владата, на премиерот, на министерот за спорт, кои се главни виновници за продолжување на работите поврзани со објектот на затворениот базен, затоа што, како што предмалку напоменав, неколку години овој објект беше во застој. На радост на сите нас, како центар во истокот од Македонија, еве, после сите активности превземени, после координациите, сите активности се завршени и верувам дека овој објект ќе биде искористен од учениците кои по час за физичко воспитување ќе го користат овој објект, ќе го користат исто така и пливачките клубови, рекреативците и конечно Штип ќе добие еден ваков репрезентативен објект во кој имаме затворен базен. Благодарност уште еднаш и сум сигурен дека и во периодот кој што следи ќе се продолжи со инвестирање во спортската инфраструктура. Пливачките клубови во Штип сега ќе имаат значително подобри услови и ќе можат да работат во текот на целата година, а базенот ќе се користи од страна на учениците по час за физичко воспитување, како и рекреативци. Представува огромна чест и задоволство за проекти почнати пред 4 години ги ставаме во функција. Ова е веќе втор таков базен. За некои си 20 на дена ќе пуштиме уште 2 во употреба, што значи дека сите оние наши заложби ветувања кои што ги дадовме пред една година веќе почнуваат да се гледаат и низ дела и низ нивна реализација. Јас би упатил една благодарност за градоначалникот за одличната соработка, координација, затоа што не можете да направите базен без да имате со локалната самоуправа добра соработка и координација. Гледате дека базенот навистина изгледа пристојно и убаво за македонски услови. Ова е прв ваков базен, мислам дека е во Штип и се надевам дека многу дечиња ќе имаат можност најпрво да рекреираат од училиштата, меѓутоа понатаму и да се рекреативно да доаѓаат луѓе кои што ќе сакаат да користат овој базен. Јас би упатил и благодарност до владата и до премиерот професор Христијан Мицковски, затоа што навистина без поддршка од владата и од премиерот не можете да завршите нити да почнете било какви инфраструктурни спортски проекти. Ристовски истина дека имале одлична соработка со локалната самоуправа и градоначалникот Јорданов, кога е во прашање овој голем проект со кој Штипени сега добиваат затворен базен. Премиерот Мицковски истина дека ќе продолжите војнина да инвестираат во спортот. Овој базен кој што представува типска градба, како што каже и министерот, е еден од 6, втор по ред. Знаете дека овие проекти беа заглавени со години, 4-5 години стоја тапка во место, не беа реализирани. Но еве сега со доаѓањето на оваа влада изминатите 15 месеци како сме влада ги задвиживме. Овие проекти тие се реализираат, постојано е во Кисела вода, овој во Штип е следен. Следат Ѓорче Петров и односно Кичево и Битола, па потоа Ѓорче Петров и Карпош и оној во Кавадарци се разбира. Продолжуваме и понатаму да инвестираме во спортот, затоа што, како велат, во здраво тело има и здрав дух. Штип го доби долгоочекуваниот базен, а штипските пливачи сега ќе имаат спортско катче каде ќе се подготвуваат, тренираат и ќе имаат можност повеќе за уште поголеми резултати во иднина.